времене назад во студиото и јас и Роберт, и како што рано наутро најавивме по 9 часот со гости во студиото со кои што ќе се обидеме да најдеме некакви одговори соодветни на она што ни се случува овие денови. За жал, ќе зборуваме со професор доктор Михаел Гаревски, кој што утрово е во студиото. Ви благодариме што прифативте да дојдете, бидејќи знам дека на многумина не име баш до зборување, но ете вие сакавте да дојдете за да позборуваме за некои работи кои што не мачат сите овие денови. Веднаш до вас и до мене Илина Ведран, учител за животен развој, која што малку од малку верувам ќе ни помогне на сите нас да сватиме како да излеземе од оваа колективна траума, но ќе позборуваме и за некои други нешта кои што верувам ќе ни бидат од помош. Илина, ви благодарам што и вие прифативте да бидете денеска со нас. Благодарам на поканата. И секако Александра Ристовски, координаторка на програмата за регрутирање во Црвениот крст. Александра, ви благодариме и вам што дојдовте, иако и вие сте во првата линија на овој фронт, ќе наречам. Од неделата навака сите вие во Црвениот крст најдовте време и сакавте да дојдете утрово да бидете заедно со нас. Благодарам за поканата. Роберт, многу прашања, што и ние самите како луѓе пред се ги поставуваме, но многу прашања пристигнуваат овие денови од нашите гледачи, заради кои имаме отворена програма и вчера и денеска. Ајде најпрво еве можеби со Александра треба да започнеме. Вие сте буквално на нога од неделата навака, отворени за соработка, отворени телефонски броеви за донации. Може ли да направиме една ретроспектива од неделата навака што се случува? Така. Дозволете пред се да изразам сочувство за семејствата во името на нашето национално друштво, Црвен крст на Македонија, и да кажам дека ова е една голема катастрофа која што ја погоди нашата земја, нашата цела заедница. Катастрофа од која што навистина ќе требаме сите некако заеднички, солидарно да најдеме начин како да излеземе, но и да кажеме дека се молиме и дека желбите за оние кои што се болни за заздравување се навистина многу важни и многу големи. Црвениот крст веднаш беше на терен во самата недела, бидејќи нашата организација по мисија и по опис на дејноста и на работа е всушност помагател на државата, помагател на властите, и организирани сме така што во секоја општинска организација, односно во секој град имаме локална канцеларија. Катастрофата која што се случи во Кочани, секако дека првично излезени беа волонтерите и професионалците и вработените од Црвениот крст Кочани, за кои што можам да кажам дека навистина беше многу тешко, бидејќи тоа се луѓе кои што си ги знаат своите сограѓани, тоа се волонтери чиви што браќа, сестри пораснале заедно со нив, и во едни такви ситуации тие требаше да се екипираат навистина и да може да помогнат. Она што го направивме веќе од утре дента едно реорганизирање и прегрупирање, волонтери и професионалци, психолози, парамедици, лекари, праќаме веќе од другите општински организации, од другите градови, како што се Охрид, како што се Виница, како што се Крива Паланка, значи со своји човечки капацитети ги ставаме на располагање другите волонтери, се со цел да може тие да го одговорат на предизвикот и на катастрофата. Тие волонтери се всушност во самата болница, пред болницата, каде што се наоѓаат семејствата на повредените, на болните. Тоа е една ситуација во која што навистина е многу тешко и трагично за секој еден од нив, но и за волонтерите кои што ја даваат, да речем, таа помош и поддршка, и од таа причина токму и се зголемува нивниот број, се со цел да може да навистина го облажиме целото тоа страдање. Некаде за овие 3 дена, да речем, 120 лица во Црвениот крст беа дел од, да речем, поддршката. Дополнително од нив уште 60 лица кои што се психолози, бидејќи Црвениот крст на Македонија има свој центар за ментално здравје, кој што е поврзан со комората на психолозите, и веднаш ги ставивме на располагање сите тие, да речем, капацитети, се со цел да може да се даде поддршка на граѓаните. Отворени се и линиите каде што граѓаните се јавуваат, но овие се оние први моменти кога се случува една криза, не е само психосоцијална поддршка, туку обични прашања во типот дали е потребна крв, дали каде можем да преноќам, така да цело едно групирање, поврзување, значи всушност се правеше преку тие телефони. Така.
Црвениот крст отвори телефони за донации, значи тоа е нешто што веќе се пренесе преку сите медиуми и влада вчера излезе дека тоа се еден унифициран начин во кој што функционира во државата, значи 143.400, каде што граѓаните со донирање, со јавување, значи веднаш прават донација, но и оние сметки за фондот на солидарност, кои што всушност се единствени сметки каде што граѓаните можат да ги уплатат средствата, но секако и девизните сметки за граѓаните од надвор. Мислам дека е добар еден ваков пристап, еден унифициран начин, бидејќи Црвениот крст секојдневно ќе информира за еден транспарентен начин за самите суми кои што се собрани од страна на нашите граѓани, кои што се навистина солидарни во ваквите моменти, кои што сакаат да помогнат и да ја пружат, да речам, поддршката, иако знаеме сите дека нема пари, сума која што може да го надокнади, да ја надокнади човечката жртва и загубата која што сите ние, да речем, ја имавме, но од друга страна треба да бидеме свесни дека потоа ќе бидат потребни средства и така и за лекување и за поддршка на сите оние кои што, да речам, во странство тие што се испратени, не сите семејства нели има да покријат се што треба. Апсолутно, верувам и после тоа и нега и се што е потребно за граѓаните. Така да на неколку начини, да речем, сме организирани во давање на сета оваа поддршка. Имаме уште многу теми кои што ќе ги разработиме со вас. Професоре, кога вчера се слушнавме, да речеме, ајде, направивме еден разговор што и како би можеле вие да кажете, на кој начин би можеле вие да помогнете, бидејќи последниот пат кога се видовме тука во студио беше после земјотресите и разговаравме за тоа, бидејќи вие сте и инженер, нели? Сега нешто може би малку надвор од она што вие цел живот го правите, но имате доста разбирање. Што можеме да кажеме за она што го видовме за тоа како изгледа таа така наречена дискотека? Еве, повторно јас најпрво ќе почнам до моје сочувство до фамилиите на децата кои што почина и желба по ние што се во болница да нема нови жртви и што побрз опоравок на повредените, па потоа би се поврзано она што се случи. Значи, најпрво, покрај мојата специјалност земјотресно инженерство, имам и релативно големо искуство по однос на пожарите, бидејќи бев задолжен за експертизата за мостот Беласица, како и за експертизата за универзалната сала, но повеќе од аспект на материјалите и нивно однесување и носивоста на конструкцијата, но имам и релативно големо искуство, па еве и во заштита од пожари. И тука е многу јасно зашто е сета оваа работа настаната и очито е дека комплетно незадоволување на објектот од аспект на заштита од пожарите, а чинител, многу е јасно е чинител дека се тие пиротехники, така наречени светлосни фонтани, кој што не знам колку е познато на јавноста, практично има, не знам и овде колку се употребуваат и другите, или само има два типа практично на пиротехнички фонтани. Едните се за внатрешна употреба и другите се за надворешна употреба. Колку кај нас се употребуваат за внатрешна употреба пиротехника, не знам дали оваа била, тоа ќе си утврди најверојатно. Кој е разликата меѓу нив? Па еме кој е разликата. Значи, најверојатно, иако материјалите кои што биле користени во таа така наречена дискотека, кои што никој не сака да ја нарече, материјалите кои што биле користени со пиротехника за внатрешни фонтани немало да дојде можеби до пожар. Зашто? Затоа што тие фонтани траат пократко трајањето на самата фонтана и генерираат по-ниска температура. Кај овие фонтани кои што се за надворешна употреба прават искри кои што може да имаат температура поголема од 1000 степени. Значи, кога искрата ќе удри, а ова било очито многу запалив материјал, ја ги гледав снимките, значи, палењето е настанато во рок од 2-3 секунди.
И што е многу трагично, што е за мене беше така језиво да го гледам, и морам да напомнам дека покрај други работи некако мора да има некој тренинг по однос на пожарите. Некогаш граѓаните не се свесни што се случува. Очито дека во првиот момент, тоа што очигледно се гледа, групата продолжува да пее, а има забележано публиката, а тоа очите се гледа опако, се шири бргу пожарот. А се уште снимаат некои со телефоните, не се свесни што се случува. Сега тука веќе се уклучува и целата, сите аномалии кои што се поврзани со, да кажем, оваа катастрофална, да кажам, дискотека која што не ги задоволила, во ниеден аспект не ги задоволила нормите. Значи, од заштита од пожари имаме ние добри закони, без разлика што треба да се уфрлат и некои нови европски норми, ма тука се тие работи. Но ако се применувале сите тие закони и прописи, гледав вчера, баш го гледав и овој дирекцијата за спасување, они се доста компетентни за сите тие работи. Сите тие закони имаат прави мерки, знаете. Значи, заштита од пожарите се почнува од превенција, значи да се знаат кои материјали ќе се употребаат, да се знае инсталацијата каква ќе биде употребена, потоа треба да има она што го кажавме аларм за рано предупредување, дека сигурно доволно ПП апарати или прскалки негде, нели кај што после тоа е вторната, значи за рано предупредување од смог, од сите тие работи, па доаѓаат прскалките, доаѓаат хидрантите, доаѓаат вратите, доаѓаат после како ова заштита од пожари планови за евакуација. Тука е и тоа и најтрагичното, што постои само една врата, дека сигурно, ако постоеле повеќе врати, сигурно дека немало да дојде до толку многу жртви. Нормално. Сигурно немало да Заден дојде. влез не постоел. И на крај оваа континуирана инспекција на сите овие објекти. Инаку би остало нормално и на другите, но имаме време. Имаме секако ќе се уште нешто ќе се навратиме на тоа, се разбира. Уште нешто би кажал само за понос на материјалите. Значи, класификацијата на материјалите е јасна. Имаме практично материјали кои што не горат и за среќа тие материјали се овие основните градежни материјали кај нас кои што се, тоа е бетонот, тоа е негорлив. Тоа е прекрасен материјал за пожари. Практично он не гори, не се шири. Истото е и со циглата, истото е и со каменот, истото е и со металите. Втора категорија исто која што може да спаѓа во негорливи материјали се и тие негорливи гипс картони. Понатака има уште 5-6 класи кои што почнуваат да бидат брзо горливи и на крај се завршува со исклучително неповолни за пожари, тоа се полиуретаните и некои слични материјали. Заборив да кажам дека камената волна како изолатор исто многу добра. Така да малку, најчесто материјалите ни се имаме и дрво, дури кое што е релативно негорливо. Ке зборуваме за материјалите, секако и ке зборуваме зошто... Ке зборуваме зошто само кровот нели се срушил, се гледа од надвор дека зидовите се уште таму, ке се навратиме како што кажав. Се уште ни е, како да кажам, тазе тоа што ни се случи, мислам дека допрва или ќе не стигне стресот или онаа колективна траума која што ја живееме сите во моментов, но верувам дека за жал ќе трае уште многу денови, недели и месеци. Она што вчера го видов на твојот Инстаграм профил, една објава и веднаш стапивме во контакт за да дојдеш тука кај нас во студио, затоа што мислам дека е многу важно тоа да им го објасниме на гледачите како да се справиме, односно како да останеме присутни кога имаме една ваква колективна траума, трагедија.
Што е она што треба да направиме? Дали сме свесни што ни се случува всушност или уште имаме адреналин во нас, како да кажам? Вака се, значи придува да се случи, ние бевме истравматизирано општество, колективно, не само кај нас, на цела планета се случува, се тоа е факт, мислам сите го гледаме тоа. Меѓутоа, кога ќе ја видиме таа колективна траума, многу е битно да разбираме дека ова што се случи, сите нас не погоди никако емотивно и сите реагираме со стрес, кај многу луѓе телото се вознемирува и тоа ни покажува една многу важна работа, дека ние сме едно поле, значи ние не сме сепарирани едни од други како што најчесто се прецепираме преку мојата личност, јас сум сигурен и се окей, ми е гајле за овој, значи не, значи сите ние чувствуваме постојано и во оваа просторија, на ниво на цел колектив и така да оваа случка само ни покажува каква трансформација ние треба да направиме. Затоа што сите ние имаме нервен систем и нашиот нервен систем, во нас постои колективен нервен систем и се што се случува на колективно ниво реагира во нашиот нервен систем и го тригерува, односно го зафаќа нашиот личен нервен систем, она што се личните трауми и така натаму. И сето тоа, ако ние не имаме работено на себе, ако не имаме процесирано емоции, во овој момент тоа изгледа доста вознемирувачки. Вознемирувачки, да. Затоа што, она што јас 12 години работам со телото, со емоциите, со се, затоа што е многу битно да бидеме присутни, да бидеме во телото. Ние имаме, најчесто луѓето имаат кога ќе се случи некоја болка, страдање и така натаму, имаме отпор да чувствуваме и веднаш се случува тензија, контракција во нас. Затоа што на тој начин нели природно човекот дека јас сакам да чувствувам ова, меѓутоа не сакам да го чувствувам ова. Са во моментот кога ќе се случи нешто, ние автоматски се случува контракција, се случува шок. Во моментов се уште трае тој шок. И после и секој реагира различно на шокот, меѓутоа после одредено време кога шокот ќе се отпушти, почнува на површина да излегува целиот тој стрес и сето она кое што е во нашето тело. И различно се манифестира кај секој, претпоставувам. Апсолутно, да. Значи сега, прво е, нели, стравот, се активира страв од смрт. Прво, нели тоа. Тоа е најдлабокиот човечки страв. Сега, затоа што повеќето луѓе сега ситуацијата ја гледат низ лична перцепција. Што ако мене ми се случи, што ако моето дете утре, што ако оште, и тоа создава уште поголема контракција. Да. Она што е многу важно во оваа ситуација е да сватиме дека ние имаме нервен систем, имаме емоции, меѓутоа ако не сме работеле на својата присутност, тогаш себе си се знаеме само на ниво на своите емоции. Како се движат емоциите, така се движиме и ние. Меѓутоа, ние во себе имаме и присутност, која што е клучна, која што е непроменлива и која што може да биде отворена и да остане стабилна во било која ситуација. И таа присутност ни дава една можност. Значи, тоа не значи дека јас не чувствувам за ситуацијата апсолутно, меѓутоа чувствувам се, но сум отворена кон тоа страдање. Во моментот има страдање и тоа е во ред, значи не се браниш од тоа. Меѓутоа, тоа не значи дека јас треба да влизам во драмата и да реагирам и да правам разни работи кои што на некој начин ја уште повеќе ја поддржуваат таа енергија на стрес. Сега, работата е во тоа што повеќето од нас реагираат различно. Например, некои луѓе се замрзнуваат и се прават како ништо да не се случило. И тоа е окей, нели, тоа заштитен механизам. Да, па другите можеби сметаат, нели, дека не се чувствителни или дека не е така всушност. Да, едноставно се исклучени од телото и толку не чувствувам, животот иде понатаму, зашто и така. Меѓутоа факт е дека сите чувствуваат. Да. Друга работа, некој може да има доста се буди агресија, омраза, бес и така натаму, меѓутоа она што јас би го препорачала да не се влегува во таа енергија, затоа што секој пат кога имаме таква енергија, јас не викам дека треба да игнорираме, да бидеме отворени, нели, да го чувствуваме тоа, меѓутоа секој пат кога има енергија на омраза во вакви ситуации, тоа е проекција на нашето лично страдање кое што го стискаме во себе, се наоѓаме канал кај што тоа ќе го изразиме и тоа е онака баш погубно кога се работи баш за ваква колективна траума, че овде е потребна свесност само.
Има луѓе кои што, например, плачат и гледаат ова, се соживуваат со драмата, со страдањето, и тоа е еден вид на реакција на одредена ситуација. Меѓутоа, многу е важно да сватиме дека нашиот нервен систем процесира на различен начин кај секога, и битно е она кое што е во овој момент да се поврзаме со енергијата на нежност во себе. Нежноста со чувствителност, затоа што во овој момент, кога се отвара една ваква рана, ова е рана колективна, исто така нашето срце се отвара, затоа што не може да се штити, се отвара и ти си човек. И од таа рана е усуштина развојот, и кој што понатаму би кажала како да можеме да... Мислам дека ова не беше потребно некако на сите. Нас, Александра, забележав дека некако може би се пронајдовте во сето она што Илина го кажа. Вие гледате многу повеќе заедно со здравствените работници во вакви работи од нас. Добро, и новинарите исто така, но вие знаете можеби и повеќе ќе работи. Сигурно не сите подеднакво ги прифаќаат работите. Видовме што се случи со човекот кој што беше возач во брзата помош, кој знае што се видел човекот. Дошол моментот, нели, да земе одмор, но за жал повеќе никогаш не се разбудил. Имате ли нешто вие да кажете за ваквите моменти? Да, секако. Црвениот крст како организација која што делува во нашата земја 80 години, како што требаше и да се одбележи юбилејот. Така е, Сабајлево имавме и прилог кој што го направивме минатата недела, да. Слоганот е "Ние гледаме луѓе", и токму во оваа ситуација, бидејќи ги гледаме луѓето, се што беше во делот на Свечана академија одбележување всушност застана сопре, бидејќи ние бевме потребни во заедницата, ние бевме потребни на луѓето и така и делувавме. Но сакав да кажам, ни сите овие 80 години многу кризи се случија, како во нашата земја, така и во регионот, и како една потреба всушност се јави отварање токму на тој центар за ментално здравје кој што Црвениот крст го отвори пред неколку години, каде што всушност имаме пракси кои што се потребни за нашите граѓани, но тој центар не го користиме само за катастрофи, кризи, туку тој работи, да речам, во текот на целата година и им дава првенствено и поддршка на нашите вработени, професионалците и волонтерите кога се случува една ваква колективна тага, една ваква катастрофа во која што сите влегуваме со чувства, со емоции, во кој што сакаме да помогнеме, да подадеме рака, но е многу важно едно дренирање по тоа, значи да излеземе од сето тоа за да можеме понатака да останеме своји, да можеме да продолжиме со оние редовни активности со својот редовен живот. Така да навистина ние ја согледавме потребата од истото, ја даваме поддршката како за нашите волонтери, како што кажав, така и за граѓаните. И ова го направивме токму и сега, значи веќе кажав дека 60 психолози, значи кои што се исто така наши поддржувачи волонтери од Комората на психолозите всушност се на повик, како да кажам, каде што секако им дават услуги на нашите граѓани. Отворени се и 3 телефони кои што на неколку места и секаде медиуми всушност се споделени, така да граѓаните знаат каде може да се јавуваат, тие се во Кочани, во Штип и во Скопје, но интересно е да се каже дека сега тука јавувањата не се само како се чувствувам, бидејќи тоа мислам дека ќе дојде подоцна, значи не може би во оваа прва фаза кога е одговор, кога е респонс како да се одговори, и граѓаните се јавуваат и во делот на дали е потребно крв, како да помогнам, желба да се биде хуман, да се подаде рака, солидарност, да имам сместување, имам апартман, да донесам храна, дали се потребни пиџами, значи така да речем еден координиран пристап, да речем преку тие телефонските броеви, значи исто така можеме да го видиме. Она што би сакала да го кажам дека Црвен крст е всушност дел од Меѓународна федерација на Црвен крст, каде што членуваат 191 национално друштво и по оној принципот соседите помагаат први, значи тука се и нашите соседи, Црвен крст на Бугарија, Србија, Хрватска, која што покрај тоа што дел од нивните влади, здравствени институции примија одреден број на наши пациенти кои што ќе ги лекуваат и ќе се грижат за нив, нашите национални друштва се во контакт и тие даваат и се отворени за давање на поддршка психосоцијална за семејствата кои што се таму додека ги чекаат своите, да речам, најблиски и секој ден и секој момент, значи им е близок, во делот и на транспорт, поддршка, сместување и се друго што се нивните капацитети, што сметаме дека навистина е многу важно оти дава една сигурност на нашите граѓани во овој момент. Убаво што го споменавте ова, Роберт, само сакам да се надоврзам за една информација што е сега.
пристигнува, бидејќи кажавте дека имате нели контакт и со Бугарија и со другите земји каде што има наши повредени. Само во првите 2 часа над 120 луѓе дарувале крв за повредените во трагедијата. Бугарскиот Црвен крст, Националната болница за превенција и контрола на заразни болести Пирогов, каде што има нели доста пациенти, и Националниот центар за трансфузиона хематологија започна крводарителна акција за повредените млади во Македонија. До крајот на неделата на паркингот на болницата Пирогов ќе има шатор каде медицинските лица и волонтери ќе ги пречекаат оние кои што сакаат да даруваат крв за повредените млади. Роднините на жртвите ќе добијат психосоцијална поддршка, доколку е потребно и друга помош по потреба на терен, известуваат бугарските медиуми. Така што верувам дека и во Бугарија е прогласен ден на жалост. Вчера беше во Црнагора, денеска исто така во Србија, во Босна и Херцеговина, се извинувам. Така што навистина многу солидарно, ама мислам дека ние би го направиле сето тоа. Мислам тука во вакви моменти стварно треба да тргнеме се една страна. Сме го покажале тоа дека сме. Нели сме го покажале поплавите во Босна. Така е. Со Турција кога беше земјотресот, мислам дека солидарноста е максимална, но многу на фамилиите не можеме баш да им помогнеме и навистина тука се психолозите сега што треба највеќе да го работат. Па се здружи и психолозите, нели, кои што рекоа дека ќе дават психолошка поддршка на многумина и ќе им биде потребна сега. Така е. Сметам дека е многу важно во тие првите моменти добрата организација. Таа добрата организација е всушност систем кој што треба да го гради една држава. Во оваа ситуација конкретно бидејќи сум од Црвен крст, зборувам за нашата организација, бидејќи катастрофата кога ќе настапи веќе треба да се знаат елементите и системот како се делува. Не тогаш да го правиме системот, туку да речем да бидеме веќе подготвени. Црвениот крст, како што кажав, со 120 волонтери, професионалци беше на терен во изминатите 3 дена, најмногу пред Кочанската болница, но би ги спомнала да речем и овде неколкуте пункта кои што функционира во Скопје, значи тоа е пред градската болница и пред државната, значи пред ургентниот центар и пред војна болница. Тој е веќе затворен како пункт, бидејќи немаше потреба оти веќе таму се случува нели транспорт и префрлање и така натака. Тие беа поставени најмногу за семејствата кои што дојдоа, си ги бараа, си ги бара позитивни вести, да речем, за своите најблиски, и Црвениот крст со своите лица даваше психолошка поддршка колку што можеше во тие моменти. Оти некогаш е важен допирот, поддршката, подаденото кебе, сендвичот, водата и така натака што беше потребно. Ние апелиравме за цело време дека Црвениот крст тие некои залихи ги имаше, дека немаше потреба од граѓаните да се собират и да се прават како пунктови, бидејќи она што го направивме како тој унифициран систем преку тие линии за донации, кои што понатака и како ќе бидат потребни на истите, но секако имавме многу големо разбирање и поддршка од страна на нерестораните, компаниите, кои што не на унифициран начин, достоинствен би кажала, значи го направија сето тоа за семејствата, за да може да ја добијат таа првичната помош во делот на храна и вода. Со тоа што да ви кажам, во тие моменти никој од нив не мислеше на сето тоа. Тие беа нашите волонтери кои што трчаа буквално по нив за да им подадат, бидејќи во тие моменти на луѓето нити им се јадеше, нити им се пиеше, туку само желбата, информацијата да дознам дека детето, дека ќерката, дека синот ми е добро. Тоа беше, да речем, најважно. Но добро да сте таму вие. Така е. Ние сме таму, значи бевме, продолжуваме да бидеме понатака, значи да ги даваме сите оние информации кои што се потребни. Интересно е да се спомене дека и Сојузот на медицинските студенти, значи пристапи во Црвениот крст, и на секој тие пунктови има и по еден студент, да речем, кој што за некоја година, за некој ден ќе биде лекар, кој што ја дава поддршката во делот ако на некој му се слоши, да се измери притисок, да се даде некој апче што е потребно, значи она примарното, да речем, иако станува збор за болници, ама тоа е еден систем во кој што секоја брка својата работа и во одредени моменти, значи треба да бидеме тука за тие, да речем, семејства, за да може да им дадеме поддршка. Ги споменав нив како позитивен пример, бидејќи има многу такви во земјата, во општеството, и корпоративни сектори и организации, институции кои што се јавуваат во делот на донација на вода, средства, бидејќи граѓаните стварно имаат потреба и сакат да дадат поддршка, да бидат хумани, да бидат солидарни на некаков начин, ако може да ублажат, да речем, ситуацијата во која што се наоѓаат пред се семејствата, а потоа и сите ние да го направат истото. Така да нашата земја навистина сметам дека е многу хумана и не само сега по нашите граѓани, туку тоа се покажа и во претходните кризи, и во регионот, кога навистина многу позитивно одговаравме на се она што значеше и во соседството, да речеме, во регионот. Ја би додал, мислам дека од тоа што беше кажано на телевизија, дека и доста брзо
пожарникарната екипа реагирала изгледа доста брзо, ми се чини. Немаше забелешки за тоа немаше забелешки, застанавме брзо реагира, тоа што е многу тешко да се тој пожар локализира, тоа е друга работа. А видовме да тој е меѓу згради, така да претпоставам дека тоа е дури имаше и проблеми за пристапот и тоа е едно од правилата за пристапот, тоа е веќе друго прашање кој што може да го дискутираме, тој и кај на секаде во Скопје и во другите градови. Апсолутно, не е тоа само таму. Така е. Заставаме кај материјалите пред. Да. Оно што меѓу другото беа најпоставувани прашања на самите граѓани, води ли некој ред? Се прашуваат ли експертите што треба да се стави горе на кровот? Како треба да изгледа дискотека која што претходно не ни била планирана да биде дискотека, била нешто таму магазин или некоја остава за тепеси, да се пренамени во дискотека? Доаѓа ли некој, почитува закони, гледа ли? Апсолутно дека објектот не одговара по никој стандарди за дискотека. Иначе, како што напомнав, закони се сосема добри. Не само за овој конкретен случај, и за градба и сите тие работи, но има други компоненти кои што ни манјка тебе, кои што многу често ги поврзуваме со корупцијата, и тоа е факт. Корупцијата не е сегде, знаеме, ние. Значи, сакам да кажам, законите се добри, но спрема мене, значи, клучни се инспекциите, може ги немаме доволно, не можеме да кажеме сега дека у секој момент мора да има инспектори на секое место, али има доволно време и ако однапред тие што градат и сето тоа знаат дека инспекторите ќе бидат ригорозни, нема да се обидуваат да стават материјали, па понатака да најден начин да им ги одобрат тие работи. Тоа ништо не било за одобрување. Исто така во градежништвото. Не имаме прекрасни контроли сега поднос на проектите, институти специализирани во област на земјотресно инженерство, идат и два пати на терен за контрола на објектот, дали се прави спрема проектите. Стандарди, и сега многу повеќе инвеститори се обазриви и се плашат, но повторно ние идеме два пати на терен, ние не можеме да бидеме континуиран надзор. Клучот за веќе имаме, значи 100% контрола на проектирањето на објектите. Но клучот во избедбата се надзорните инженери, кои што треба да бидат обучени, професионалци и совесни. Тие се клучот за квалитетот на, зборам сега, градбите кои што не се директно поврзани со пожарот. А поднос на материјалите тука биле исклучително запалливи материјали. Значи, дури ми се чини најбрзо се пали хартија. Значи, ова го гледа за 2 до 3 секунди се запали. За 2, дури не е ни тканина, тоа е некој оној најлошата класа на запалливи материјали. Дали е тоа некоја многу лоша пластика или е не е полиуретан, може и некои хартијани делови, не знам што. Ама таму и претходно имало настапи, и сигурно и претходно имало некои пиротехнички средства.